Почувани граѓани, колеги пратеници, расправата за буџетот во секоја парламентарна демократија се третира како најважна расправа во една календарска година и не случајно оваа расправа сакаме да дадеме посебен придонес и да укажеме на штетните политики кои што оваа влада ги води, не од времето на овој министер кој што е сега поставен, туку од времето од 2006 година па се до денес. Сметаме и сме убедени дека долгорочно ваквото финансиско, би рекол, душманско однесување кон граѓаните на Република Македонија ќе има долгорочни последици и кон идната стабилност на Република Македонија, но и кон идното финансиско функционирање на сите сектори во Република Македонија. Секоја рационална економија се труди буџетските приходи да ги нивелира со буџетските расходи. Тоа е една елементарна основна лекција во економијата. За жал, ВМРО-ДПМН 10 години, од 2006 година до денес, прави сосема обратно. Што прави? Троши десетици пати повеќе од тоа што реално државата може да прибере, од тоа што реално државата може да створи. И како резултат на таквата политика ние имаме моментално катастрофална состојба по секој можен основ. И токму заради тоа оваа сфера, а тоа е економската сфера, многу тешко веќе може да ја бранат дури и пратениците на ВМРО-ДПМН. Ова е тема на која што никој од ВМРО-ДПМН не се снаоѓа баш најдобро. Министерот, за жал, кој што имаше еден несреќен почеток, кој што е избран на 15 јуни, првата негова одлука беше токму врзана со издавањето на еврообврзницата. За жал, тоа дефинитивно тврдиме, беше кажано и во претходните наши настапи, дека долгорочно ќе има сериозни реперкусии кон македонската економија. Токму затоа, денес, само ако ги погледнете податоците кои што ги дава Светска банка, еве не цитирам било кој друг, Светска банка вели дека во последниот нејзин извештај, дека на Македонија ќе и треба цели 30 години со перманентна стапка од раст од 4,5% за да го стигне европскиот просек. Или Европската унија треба да има раст приближно од 0,5 до 1%, за да може Македонија да се носи со она што значи европски економски раст. Тоа се разбира е апсолутно невозможно за влада која што исклучително е насочена кон тоа да води економска политика од денес за утре. И токму од тој аспект не постои политички систем кој што може да го издржи ваквото темпо на функционирање на една економија. Постојано одење на предвремени избори, постојано трошење пари на непродуктивни трошкови, кои што на крајот не даваат никаков ефект. Не случајно ја зема Светска банка, заради тоа што неа тешко може да ја негирате. Тоа значи, колеги пратеници, дека во последните 10 години, согласно цифрите кои што ги дава буџетот, оваа влада на ВМРО-ДПМН има потрошено повеќе од 30 милиарди евра. А денес Република Македонија е на прво место по број на по изразен степен на сиромаштија. Тоа повторно е впишано во последниот извештај на Светска банка. Пробајте тоа, демантирајте го, уште повеќе и заради тоа што последните потези кои што ги направивте од економски аспект покажуваат дека дефинитивно на државата не и се пишува добро ако продолжи ВМРО-ДПМН да ја води економската политика. Воспротивно, ако е тоа грешка, ако е тоа неточно, тогаш чуму потребата, од каде се јавува таа потреба да вие постојано одите на повлекување на кредитни линии. Зошто Македонија ја направивте финансиски зависник? Е клучното прашање. Секоја влада, согласно устав и закон, има право да повлече кредитна линија, ако тоа се однесува на вистина за капитални проекти. Но не е возможно вие да повлекувате кредитни линии, да се задолжувате на странските пазари, а во исто време да ни објаснувате на телевизија дека сега е дојдено време ГТЦ да добие нов лик. Зарем во овој момент тоа е приоритет во Република Македонија? Новиот лик на градски трговски центар или МНТ. И кој е конечниот ефект од таа работа? Дури и да го прифатиме дека е тоа навистина потребно во овој момент, која е користа на граѓаните? Дали тоа ќе го наполни буџетот? Дали тоа ќе даде некаков економски бенефит долгорочно за иднината на македонските граѓани?
Токму тие причини го читав внимателно и експозето на актуелниот министер за финансии, кој што морам да кажам е во исклучително тешка состојба. Он не само што го изгуби кредибилитетот, туку он сега мора да ја наследи политиката на претходниот негов колега во тоа министерство и воопшто без да се консултира ниту со економската јавност, ниту со она што го кажува Меѓународниот монетарен фонд, првите негови потези дефинитивно одеа по насока на рушење и на она малку што остана стабилно во македонската економија. Токму затоа, господине министер, јас сакам да ве прашам, мене ми интересира. Вие рековте, стапката на невработеност во овој момент во Република Македонија е 24,8%. Дека била на историски најниското можно ниво. Сега, клучното прашање е, бидејќи економијата е екзактна наука, тука нема импровизација. Врз основа на што, за да јас вас ви верувам, стапката нарасте на историски најниско ниво? Дали оваа држава има попис во која што ќе може да регистрира точно колкав е бројот на вработени лица, колкав е бројот на невработени лица? Дали оваа држава е способна да ни каже, односно институциите кои што ги води ВМРО ДПМН, колку е бројот на лица кои што се вработиле, а кои што во меѓувреме ја напуштиле Република Македонија? Тоа е многу важно. Колкав е бројот на невработени лица кои што ја напуштиле Република Македонија? Ако е така, ако е 24% стапката на невработеност, тогаш нема никаква логика така масовно и душмански да се задолжувате. Белким тие луѓе што сте ги вработиле, враќаат назад во буџетот. Предпоставувам дека по основ на даноци, по основ на придонеси, по основ на осигурувања, даваат шанса оваа држава да се развива. На крајот на краиштата, дека е тоа така, ова што го говорам, да е стапката на невработеност 24%, кој што вие велите, ќе биде многу јасно, со тоа што економскиот раст на Република Македонија ќе биде многу повисок. Нема да биде мизерни 2%. Не може да има огромна вработеност, а економскиот раст да биде 2%. И патем кажано, вие имате исклучително ниски, просечно ако се земе исклучително низок економски раст од 2006, кога наследивте економски раст од 4,2%, од 2006 година до 2016 просекот не е поголем од 2,8%. Со 2,8% на Република Македонија веројатно ќе требат илјадници години за да стигне некое одредено ниво. Ниту еднаш до сега, исто така, господине министер, не укажавте колку коштат сите овие роудшоуа, кои што ги прави владата на Република Македонија на секаде низ светот. Ако идејата да се прошетате, да отидете секаде низ светот и на оние места кои што не сте биле, тогаш тоа повторно ќе кажеме дека нема економски ефект. Економската промоција е добра ако на долг или на среден рок дава некакви резултати. Ама сега вие одите на роудшоу, трошите буџетски пари, а имате странски инвестиции едва и 90 милиона евра. Тоа е исто историски ниско ниво на странски инвестиции. И токму врз основа на тоа, ние цениме дека вашата политика економска, која што ја водите, не дава резултат. И можете да се лутите колку што сакате, но вие не сте една или две години на власт. 10 години ја водите економијата без прекин, од кои што 9 години вашиот претходник не убедуваше дека економијата е најдобра во Европа. Ако е тоа така, тогаш се поставува прашањето кој што се отвора понатаму со деталната анализа. Зошто во овој момент во Република Македонија имаме толку изразена неликвидност? Вашата политика, господине Миновски, блокираше 44.000 фирми во Република Македонија. Вашата политика блокираше 77.000 сметки на граѓани на Република Македонија. А да не кажам па колку е бројот голем на фирми кои што чекаат пари по основ на поврат на ДДВ. Се разбира, вас око не ви трепнува за тоа. Вие сметате дека долгорочно треба да се реализира она што вие го имате како ваша економска политика. Но дефинитивно, резултатите не ви одат во прилог. И затоа реков и на почетокот дека вас ви дадоа жар. Не врел костен, туку жар. И ова е нешто што тешко се правда. За жал, јавниот долг, она што е доста дискутирано цел овој ден, вие успеавте да го покачите над 50%. Со тоа што го направивте последниот период, но за жал, жирант на тој јавен долг од над 50% е целиот македонски народ. Жирант е целиот македонски народ и тоа ќе треба да го вратат и многу идни генерации.
Тука нема поделба дали биле од ВМРО ДПМ или биле од СДСМ. Сите ќе го враќаат тоа што денес вие го правите како неразумна економска политика. И тука нема пардон. Тоа треба да се каже. Тоа треба да се констатира. Заради тоа што не е возможно вие без било каков легалитет и легитимитет да ја задолжите државата на таков начин. А при тоа, кога ќе ве прашаме зошто го правите тоа, вие велите за буџетски потреби. Па истото беше и за претходната обврзница. Јас сега ќе цитирам што сте кажале за претходната еврообврзница. Истото беше и претходно, за буџетски потреби. Затоа што криете, затоа што нетранспарентно ги водите јавните финансии, денес сме оценети од индексот ОБИ, Open Budget Initiative, или од индекс на отворен буџет, како најнетранспарентна држава во водењето на јавните финансии. Затоа што на секое прашање молчите. Зошто е тоа страшно? Да ни кажете како го вадите овој процент од 24% невработеност. Па мора да има логика. Зошто е страшно да ни кажете на кој начин ќе ја трошите еврообврзницата? Тоа буџетски потреби е широк поим. Мора точно да знаат граѓаните зошто ќе плаќаат во иднина. Патем кажано, оваа еврообврзница сега која што е земена ќе доспее дури 2020, 2021 и 2023 година. Кој знае кај ќе бидат тогаш дели од министрите и од пратениците, каква ќе биде тогаш политичката поставеност, но она што е важно дека во овој момент вие не ја овозможувате на Република Македонија ефективен економски раст, кој што ќе го подобри животниот стандард, кој што ќе овозможи навистина тоа да го почувствуваат граѓаните на Република Македонија. Не споредуваат индексот за отворен буџет, не споредува во мртва трка сме со Зимбабве, со 35 индексни поени. Најнетранспарентна држава не оценуваат во однос на јавните финансии. И никој во однос на тоа не реагира. Ниту пак вие сакате да го подобрите. Ова е шансата сега тоа да го демонтирате. Значи, зошто ги секоја влада, која што реков, има право да повлече кредитна линија. Ако е тоа за енергетски објект, ако е тоа за гасификација, пример, нешто што ќе донеси добро. А вие што правите? 650 милиона евра потрошивте за Скопје 2014, а 600 милиона евра земавте за автопат. Тоа е економската неиздржана логика на ВМРО ДПМН. А плюс пак кога ќе се стават долговите на предпријатијата, што ги криете, долговите на општините, тоа е фрапантен тој долг. И тоа навистина е тешко, ова што го кажува колегата, дека навистина тешко ќе биде за секоја следна влада. Тоа треба отворено да им се каже на граѓаните. Ќе биде тешко заради тоа што 10 години ваша неуспешна економска политика доведе до тоа целиот систем да крахира. Не одговарате зошто блокирате граѓани, не одговарате зошто блокирате сметки на фирми, не одговарате зошто не враќате поврат на ДДВ, а велите се е супер. Па ако е така, не ја земајте еврообврзницата. Тоа е најдобар демант. Ставете ги на посебна сметка тие пари. И после изборите нека се користат. Ама јасно е, на секој кој што баре малку знае дека ова што сега го правите за изборна корупција. Затоа што на тој начин најдобро функционирате. И сега ги задолжувате идните генерации со милиони евра, а водите пропаганда Македонија вечна. Македонија таймлес. Сето е тоа во ред и е убаво. Ама тоа не носи ефект, затоа што парите сите ќе ги вратат. Тоа е убаво вака на телевизија да го видите дека е Македонија вечна. Ама овие пари некој мора да ги врати. И ќе ги вратат и представниците на ВМРО ДПМН, и на СДСМ, и на сите граѓани на Република Македонија. Сите заедно. И токму од тие причини, господин министер, ние цениме дека вие треба сериозно да размислите, прво во какво друштво влеговте, второ, сериозно да ја ревидирате економската политика. Оваа политика која што е почната дефинитивно нема да издржи уште долго. Повеќе од сигурно. Токму од тој аспект, ние велиме дека вистинското прашање кое што и сега го упативме до вас е уште еднаш, еве ќе ве повикам да ни кажете зашто ќе ги трошите парите повлечени од еврообврзницата. Ова е трето задолжување на меѓународните пазари во последните 2 години. Вкупно, само преку овие задолжувања, јавниот долг е зголемен за 1 милиарда и 220 милиони евра. Каматата што вкупно треба да ја плати државата, односно граѓаните, е речиси 400 милиони евра. Тоа е износ рамен на уште една цела еврообврзница. А намената на средствата се разбира е целосна мистерија. И еве ве поттикнувам цело време во дискусијата да некој дел од
колегите партеници, ако имаат информација, да ни кажат зашто точно се работи. Исто така, при издавањето на третата обврзница во 2014 и во 2015 година, кога се издаде четвртата, велеа дека средствата ќе се користат на враќање на првата еврообврзница од 2005 година, која што била во износ од 150 милиони евра. Хипотетички претпоставуваме дека се вратени тие пари. Сега велите дека оваа година ви требаат 200 милиони евра за да вратите стари долгови. И сега да бидеме внимателни. Значи, трите последни еврообврзници, кои што не се вратени, кои што, како што кажав, доспеваат 2020, 2021 и 2023 година, замислете, ако оваа година треба да вратиме 200 милиони евра, а не доспева ниту една еврообврзница, колку ќе биде износот на пари што треба да се вратат токму тогаш. Но, во исто време, за да ова биде таков галиматијас кој што го направи владата на ВМРО-ДПМН, немаше тоа да помине ако нормално вие не ја испочитувавте целата процедура за издавање на еврообврзницата. Со издавањето на оваа последна еврообврзница се прекршени и Законот за влада, и Законот за јавен долг, и Законот за буџет, и Кривичниот законник. ВМРО-ДПМН преку нивната политика се обиде да излезе од оваа економска несекојдневна состојба која што ја создаде, при тоа што во континуитет се обидува да ги прекрши елементарните правила преку кои што треба да функционира една влада. Но времето се разбива, работи против вас. За краток период вистината ќе излезе на виделина. Значи, за нелегалноста на издавањето на последната еврообврзница ќе потсетам дека, и тоа денес веќе беше кажано, ја користам прилика уште еднаш да го потенцирам, бидејќи мислам дека е тоа факт. Се уште се нема изјаснето Министерството за правда и не излегол да каже министерот за правда дали согласно Законот за јавен долг, односно членот 18 став 6, има издадено правно мислење за правната важност на задолжувањето. Иако Министерството за финансии тврди дека има издадено, министерот за правда на одредени медиуми меѓу редови кажа дека тоа воопшто не било побарано од него, од Министерството за финансии. Самиот МОЛК е потврда и дека има тука нешто незаконско во неговото постапување или непостапување. Исто така на договорот и дал овластување на заменик министерот за правда да присуствува на телефонскиот состанок на кредиторите со кредиторите или пак таа без овластување тоа го има направено, што е уште еден прекршок. Присуството пак на гувернерот на Народната банка на истиот состанок дополнително ќе отвори многу прашања за причините поради кои што тој самиот го смени својот став, дека издавањето на еврообврзницата не е во надлежност на гувернерот на Народна банка и за сите овие прекршувања состојбата и ситуацијата е многу јасна. По првата промена на власта ќе треба да бидат оспорени овие задолжувања кои што се прават на јавниот долг. Господине министре, јас се надевам дека овие работи кои што ги кажав во дискусијата се доволен повод барем за дел од нив да одговорите. Не мора да се согласиме, меѓутоа сигурно не е случајно кажано она од релевантни банкарски кругови дека на Република Македонија е потребен валутен борд, дека на Република Македонија е потребен фискален совет. Тоа не окажува било кој од СДСМ. Тоа окажува тие економските стручњаци, меѓутоа и луѓе кои што се долго време во банкарството. Вие треба како влада да се запрашате зошто, ако ја глорифицирате владината политика, цените дека во овој момент има луѓе во Македонија кои што изнесуваат такви предлози. Тоа не се предлагало до сега во Република Македонија. Тоа е резултат на долгорочното погрешно економско планирање, кое што го прави оваа влада на ВМРО-ДПМН, кое што не дава никаков ефект, кое што го зголеми буџетскиот дефицит, кое што не е можна во овој момент да направи барем елементарно појаснување за тоа на кој начин и по која постапка ќе ги задржи младите во Република Македонија и зошто на крајот на криштата, дури и да е сето ова погрешно, вие како министер за финансии не кажете која е потребата и зошто Република Македонија иташе во издавањето, во паничното, да кажам, издавање на оваа нова еврообврзница, која што ги задолжи граѓаните за милиони евра. Тоа, се разбира, е економско однесување кое што нема никакво оправдување. Јас сум сигурен, првиот момент кога ќе се створат услови за избори, граѓаните ќе знаат тоа да го казнат и да ви упатат порака дека ваквата економска политика нема никаков ефект. Благодарам.